Поволностите на Кочанската котлина од аспект на сончеви денови и вода за одгледување на лозија се повеќе ја согледуваат луѓето кои потекнуваат од овдешните простори, а се на работа во странство, при што се определуваат за инвестирање токму во оваа земјоделска гранка. Новите сознанија и технологии со кои се стартнуваат во развиените земји ги пременуваат во наши услови и добиваат исклучително добри резултати. Еден од најактивните во општина Зрновци е Борче Трајков, кој постојано ги проширува сопствените површини и ги зголемува лозовите плантажи, развивајќи го паралелно и винарството како бизнис. Нашта е околу 4 хектара некаде. Имаме 6 сорти на грозје, 3 бели, 3 црвени. Бели, темјеника, шардоне и Смедеревка, а црвените се каберне, совиньон, мерлот и вранец. Гроздето го потребуваме за вино, ракија, за те по винариите носиме, виница Виканџело, Буаневи уштип носиме, на приватни продаваме тука по селото. По селото по Кочани, доваѓаат од Кочани, купуваат приватни. Па приносите оваа година знае се. Ова беше катастрофална година. За другите години просек зависи сортата, секоја сорта си има посебни приноси. Инаку пред 10 години во Виничково мала винарија инвестираше жител на оваа општина, кој знаењето и искуството околу виновата лоза и виното ги стекнал во Италија. Се работи за винаријата Виканџело, во која од грозјето откупено од лозарите во општина Виница се прават исклучително квалитетни вина. Овие примери, како и се поголемиот интерес на домашните стопанственици кои гледаат мощно добар бизнис во лозарството, одат на линија на се подинамичен развој и перманентно зголемување на површините, со што регионот станува се позначаен фактор во винската индустрија.